Не заборавајте дека во претходниот циклус ние почнавме со институционална адаптација од 11 јануари 2024 година, што значи дека институциите релативно доцна влегува во тој систем. Ние до го постигнавме негде крајот на 2022 година, а институциите влегле цели 2 години подоцна. Што значи дека во оваа ситуација ние можеме да видиме дека за само овие 2 години од како се влезени институциите до крајот, би рекол, на бул маркетот, истите стигнале до неверојатна количина на биткоин во нивни раце. Односно, само ETF-ите држат околу 6,3% од вкупната количина на биткоин во светот. Ако ги ставиме овдека приватните компании и јавните компании, заедно истите има над 10%. Значи, за 2 години успеале да акумулира над 10% од вкупната количина на биткоин. Тоа ви кажува дека институциите превземаат. Не се на чекор, не се на влез, не. Јасно и гласно, за 2 години акумулирале 10% од вкупната количина на биткоин. Истата ситуација гледаме и кај Етериум. За 1,5 година, затоа што ако се сеќавате Етериум, ETF-ите практично започнаа во јули 2024 година, до крајот на 2025, тоа е 1,5 година, успеале да акумулираат 10,3% од вкупната количина на Етериум.